Родне, фала ти што дојде денеска кај мене дома и верувам дека твојата приказна ќе биде многу инспиративна и ќе допре до поголемиот дел од армијата, па и оние кои што не се дел од неа. Ти си со нас од скоро, од летните предизвици и успеа да намалиш цели 30 килограми. Да. Кажи ми, која беше, Родне, така тука не запираме, знаеме дека целта е многу поголема, ама кажи ми нешто за тебе пред пичарми. Која е, Родне, како... Прво што работиш, колку години имаш, нешто повеќе за тебе, да те запознаем. Вака е за сите, јас сум Родне Василева, живеам во Радовиш, имам 28 години. Работам со американски пазар, камиони такви работи. Only America. Да, Only America. Во сушност, иста сум си ја и пред пичарми и после пичарми има некој. Во која смисла иста? Па иста сум вака внатрешно. А внатрешно си да, срцето. Да, она сум си Родне. Она за изгледот сум многу па. Дали од секогаш си имала проблем со килограми? Со колку килограми започна на летен предизвик и колку имаш сега? И која е целта? Одма силно одиме. Вака многу килограми имав кога започнав. А пред да се одлучам, кога се качив на вага, искрено ми се сруши вака цел свет пред очи. Она, знаеш како, дури сега ми доаѓа она тешкото, стварно се расплакав кога видов дека 150 килограми имам. И тоа е премногу за едно девојче кај што доправа и доаѓа животот и треба да биде активна и да може да се наведне, нели, да си заврзе патики и да почне. Како стигна до таму? Исхраната ми беше целосно грешна. Навиките, касното јадење, грицките, сите тие работи кои што ми се толожеа, плюс тоа мојата работа е седење. Немам активност преку ден, што е многу, нели, минус голем во тоа. Во кој период од животот најмногу накачи килограми? Од кога почна да гледаш проблеми со килограмите? Многу почна кога почнав со ваков стил на работа пред 5 години. Додека бев на факултет и сите тие тинеџерски години, не бев до тој степен. Јас сум цел живот она Родне дебелката. Ама, знаеш како, сум функционирала со таа тежина. Сум била, пример, 90 кила, 80 кила, сум доаѓала и до 110 и до 120, ама до 150 никогаш си немав дозволено. Еве, не ја кривам работата, се кривам самата себе, зашто порано не ми текнало дека не треба да си дозволам до тој степен да отидам, ама добро е и оваа граница што ја осетив така дека да не допуштам више натаму да оди. Кажи ми, кога, во кој момент се одлучи дека пичарми ќе биде местото каде што ти можеби ќе си го постигнеш резултатот или ќе најдеш помош? Вака, прво дали за претходно пример си била на некој диети? Не сум била на диети, некои ригорозни, сум посетила и нутриционист. Сум тргнала на тој пат, ама сум се сопнала и сум останала. Не знам, едноставно, она ми е поубаво да си јадиш, знаеш, да си уживаш филмче едно друго, ама како поминуваше време, тоа не беше. Кој момент кога беше со нутриционист не ти се допадна? Во смисла, верувам дека храната била балансирана, дали ти фалеш? Што е тоа што ти фалеш и зошто мислиш дека сега успеа со пичарми, а не успеа со некој нутриционист? Мотивационоста. Мотивацијата од девојките? Да, мотивацијата од девојките, од вас, од тебе посебно, тоа колку сите нема она прекривање, сите сме искрени, не знам, енергијата, јас сум таква кај што ми треба некој да ми рече ајде, знаеш, продолжи. Таков лик сум, што да правиме, не сме. Кој најмногу те мотивира во групата? Во групата најмногу Љупка. Ти и сите други девојки. Ама она ми онака секој ден си постира женава и пред се тоа како си средува свет, тоа ми зошто да не можам и ја, нели, затоа така мотивационоста доаѓа. Кажи ми, како дозна за пичармијата? Те прекинав тука, како дозна за пичарми и кој беше клучниот момент за да ни се приклучиш? За пичарми не знам од скоро, знам од поодамна. Не знам зашто се немам одлучено, валјда ми нема доедно тој момент, знаеш, во главата мора да се почне некаде. Сестра ми беше на програма Pride и имаше доста резултати, значи се смени и во лик, и во понашање, и во мајндсетот, воопшто не беше Колку килограми успеа сестра ти да намали? Мислам дека намали над 16 килограми. Сестра ти требало денеска да биде со нас. Така, она и сега на... Мислам беше на летниот, сега више не е, ама се придржува на оние рецептите кои што и се останати од летниот.
и си има навика исто. Ми спомна пред малку дека на летниот не си била сама. Не сум сама. Мислам, не бев сама. Бев со сопругот Филип. Почнавме тако нигде никаде, Ана, знаеш како? Јадејќи хамбургер. Уз хамбургерот? Да, уз хамбургерот. Осетивме она више дека не оди, дека мора нешто да преземеме. И јас му реков, видов на Инстаграм на Пичарми, Ана најавува дека ќе има некое патување, Тајланд, нешто. Ајде да се пријавиме, викам. Ќе си ослабниме, може ќе си го добиеме, знаеш, зашто да не? И он као, сигурно си сакаш, викам, па мора од некаде да се почни. Колку килограми имаше сопругот? Сопругот имаше 109 килограми, сега е 72. 72? Да. Тој е друг човек комплетно. Да, скроз друг човек. Така се одлучивме. И муабетот беше, ајде да се мериме пред да почнеме, нели сликање едно друго. Кога се качив на вака, реков, мораме. Значи, мораме да соприме да не дојде на лошото, знаеш, во животот. Сега во моментов сте и двајцата, предпоставам, на Инстафит, си терате и двајцата. Како му се допаѓаше храната на сопругот? Имаше ли моменти кога викаше него јадам ова или не? Не. Он е некој што, пример, не е вака љубител на некои новости. Јас сакам све да пробам. Ама, кога ќе видиш ја дека ќе направам преубаво, дај ми мене, знаеш. И од почетокот кога почнавме со летниот, си јадевме посебни порции, пошто он беше во машката група, ја во женската. И интересно беше кој што он јадеше, пример, стек и ориз или стек и јајца, што и да е, тоа беше неговата протеинска исхрана, така. Вие си муцкавте женски. Јас ја направив ана шакшугата, па си го грабнав и лепчето и вака си мацам и викам, не може Имаше моменти, мажите ни се жалеа во група, не е фер, женски ве јадат такви јадења, машките така, викам, за да стигнете до ова ниво, до армијата, што ги има благодетите, треба да се заслужи. Ништо, следен пат ќе те викнеме и тебе. Знаеш, да се договориме уште сега, кој ќе стигнеш плюс 50, до 50 килограми, значи 20 килограми од сега, те викаме и тебе и сестра ти заедно. Договорено. Значи сестра ти ослабела, колку рече, 20 килограми со скоро. Fitbright, сопругот ослаби и он 30 килограми. Ајде да сметам од 109 до 72, више 37. Да, 37 и ти имаш 30 килограми. Вие заедно имате ослабено 1,5 човек. 100 кила и повеќе, алал да вие на цела фамилија. Кажи ми ги твоите тајни, како успеа да се организираш? Претходно кажа дека си јадела хамбургери, не си внимавала многу на храната. Дали кога започна со програмите беше шок за тебе? Да, беше шок, каде јас сум навикната. Знаеш како, не ми беше толку шок како што ми беше шок вежбањето. Значи, најискрено, сакам да бидам искрена за сите да знаете дека за да се постигне нешто стварно човек мора да се измачи. Ми беше тешко пред се вежбањето. Исхраната не ми беше толку тешка, зашто знаев дека ќе се најадам, знаеш? Уште 4 пати имам за јадење дурче. Дали ти беше доволна исхраната? Да, ми доаѓаше и многу. Премногу ти доаѓаше исхрана. Сите тоа се чудат. И не може све да постигнам, мислам, не може све да изедам. Дали го очекуваше тоа дека ќе има толку многу храна, а сепак си на програма за слабење? Си викам како бе колку ја споредбата тоа што јадев пред да почнам со летниот и споредбата сега колку јадам, ја си викам, да сум јадела толку, кој за 250, ќе сум била. Така да, тешко ми беше, почетокот и уште ми е тешко, ама не е тешко она како, сега си се мачам за да си видам више како... Ама кажи колку е убаво кој ќе ослабеш, Да, многу е убаво, ја имам уште многу за да мојата посекувана цел. Посекувана цел ми е да дојдам... Ама ја гледам дека тоа тебе не те демотивира. Не. Нели? Не ме демотивира. Многу си позитивна, многу се гледа дека тек допрва ќе дојде најдоброто. Допрва. Како успеваш толку позитивна да останеш? Зашто јас кога разговарам со некои девојки викам, лелуше колку имам за слабење и тоа го кажуваат ко со нервоза, со напнатост. Кај тебе нема. Да дојде тој момент кај што ќе речам, абе кога бев 30 минути, кај Ана бев пред толку и толку време. Не знам, валјда, знаеш како во фамилијата ни се смени животот, од која моите родители исто сите даваат се од себе за да успееме. Брат ми е некој човек што он највише ме има мотивиран во животот и најголема она слика од него, он е кикбокс тренира. И од која од негови 7-8 години, па се до ден денес, он се тренира и се храни здраво.
и он е најсреќен, мислам дека дома се готви здрави работи, зашто во секој момент има нешто здраво. Мајка ми и татко ми престанаа да пазарат од оние работи. Знаеш, сите нели си јадиме месо, рис, тие работи, ама престанаа да ги земаат оние грецките, оние Значи тортичките. сепак се поддршка, сепак е битна поддршката многу, од дома. И они многу внимаваат, пошто јас сум, не знам, многу стрвна. И ако има дома торта, ја ќе ја гледам и се знам дека више не сакам, не смеам. Ја и да касам нешто. Не ти представува задоволството, дури Да. ти вина чувствуваш. Чувствувам, ама знаеш како, си ја гледам и си викам, абе шо ако не беше тука, шо па сега тука си, Точно. стој си. Да. И не, така се борам. Мада мајка ми уште до ден денеска ќе дојде така во собава ќе ше работам. Мама, дај касне си од баклава. Викам, мамо, многу го изгледа, ама не секам, знаеш, јадена сум. Тоа е. Дај бе, вика, касне си, на никој не кажувам. Тоа е моментот, оние што мислат дека се грижат за нас, ни Да, прават да, поголема да. штета. Мислам, јас ја разбирам и таа перспектива. Знаеш, многу интересно, мислиш ли дека ако сопругот не се приклучеше со тебе на летен предизвик, дека ќе достигнеше толку голем резултат сама, без поддршка? Пример, сидеш дома, ти јадеш ориз денеска, не ти се јаде баш, сопругот си јаде чипс или хамбургер. Мислиш ли дека немаше да успееш ако беше на тој начин? Поставена работа. Мислам, сигурно сум дека немаше да успеам, зашто спомнав, јас сум човек кој што ми треба мотивација, не знам зашто тоа го барам. Валјда така ми има влезено во мислите дека сакам некој да има до мене, да ми биде она, знаеш, он не можеш, он не ајде, заедно ќе јадеме, заедно ќе готвиме. И мислам дека немаше да успеам. Да, он ми е на исто до брат ми стои за мотивација. Еди ти од страна гледаш и многу изгледаш, многу убава енергија носиш, изгледаш силно. Замисли кога ќе стигнеш до моментот кога нема да имаш потреба друг човек да ти дава мотивација. Тешко е тој момент, да. Ама нема морам поубаво. Да спомнам. Нема поубаво нешто. Кога почнав да вежбам, Ана, имам видеа сигурно ќе ти ги покажам. Кај што мене ми беше тешко ја да клекнам, да се спуштам, знаеш, да направам чуч. Тешко ми беше да кренам нога, тешко ми беше да кренам рака, све ми беше Што тешко. во тие моменти? Како ги поминуваше тие моменти? Плачев многу. На крајот кога ќе успеав да го извежбам, и ти кој ќе говореше, ајде се, не, со Стефан се истегнувавме така, ајде сега со подете телото, јас си рекав и се истегнував. Ама помина тој момент и до ден денеска знам да се започнам на тренинг, пошто ми е тешко. Летниот дома го вежбав. Се одлучив за во теретана со Инстафит. И кога се отвори програмата ги гледам со Филип, сопругот. Вежбите и вика, не, Душо, ти ќе се повредиш вака ако отидеш само во теретана. Кој ќе ти го подаде тој тек, знаеш, кој ќе ти покаже, ти во животот не се отишла у теретана, ти треба некој да ти покаже како тоа се крева. Ама викам, Ана ми избори, знаеш, ми кажува на видеото, све тоа стои, браво за нејзе, знаеш, за тебе. Ама вика, друго е девојчето кој ќе ти збори, друго е некој кој ќе ти покаже како да наместиш раката, како да го дигнеш, како да повлечеш, ти си девојче, може се повредиш. Имаше помош во теретана? Почнав со приватен тренер. Сигурно сум дека го познавате. Диме Коцев е исто од Радовише. Да. Со него тренирам од пред 3 месеци. Толку има. Диме е машина. Да, Диме е машина. Не знам како како тренер, колку те мотивира. Ми личи и добар или е толку? Ме мотивира многу, значи и ме сваќа некогаш кога не можам. Знаеш, ке седне до мене, ке ми направи муавет и ке рече, ај се одморивме, ајде продолжуваме сега. И со сопругот вежбаме, тројцата вежбаме заедно. Имаме едно преубаво искуство моментално и многу сум среќна зашто ова ми се дешава и не знам, не сакам да се опре. Се гледа дека ти годи, јас знам дека нема шанси веќе да запреш, чивијата ти е влезана во тебе и нема да излезе веќе друго. Ни кажа за групата, ни ги кажа твоите тајни или не ни кажа тајни како се организираш? Не ни кажа. Како се организираш? Кои се твоите тајни? Леле, не знам од кај да почнам. Прво од почетокот си викав, абе, знаеш, сама сум дома, да јадам ли тоа или нешто друго да се направам на тоа спомни го прво пред да ги кажеш тајните, значи ти не работиш класично време, започнуваш од 2 поручек до 11 вечерта, вечер. да. Тоа ми е, значи, мојата позиција кај што работам, си носи многу одговорности и пред компјутер го поминувам стварно цело време.
имам час пауза, тој час пауза јас си го користев да вежбам. Од сабајле не можев, знаеш како на почеток... На час пауза вежбаш додека си на работа? Да. Јас бев родне кај што спие, кај што легнува во 5 сабајле, си спие до 3-4, си гледа серии, си јаде, си ужива во животот. Ова беше пред да работиш? Сега исто уживам во животот, ама јас ова беше пред да почнам да бидам на летниот предизвик. Сега исто си уживам нели во животот, ама сега си станувам 9:30, си пијам кафенче едно, така, си идам, си вежбам, си доаѓам, си туширам, си организирам денот и така, а пред тоа кога почнав кога што ме праша кои се тајните, си викав, леле кој ќе стане утре да вежба? Ја од вас сум на работа, што попрво морам да сготвам, леле, нема да стигнам. И пак ќе ќе станам. Ова беа првите моменти кога започна на летен, значи паниката фатила. Да, ме фати паникана. Знаеш како, си викам, ја ништо нема да постигнам, ја пак ќе фејалнам. Ама татко ми тука малце во кујна, мајка ми, брат ми, Филип, јас, сите некако организиравме и си се навикнав да си станувам рано. Мислам, од почетокот не станував рано, станував касно, затоа мојот саат пауза ми беше вежбање. И знаеш како ми беше тешко? Во 6 сатот ја сега треба да вежбам. Во 6 саат јас више 3 оброци сум взела. Сега ми обратно. Се станувам рано, си вежбам и после оброците почнуваат. Си почнува после денот. Да. Сега многу подруго. Има ли момент, дури и сега, кога си веќе организирана, влезена во шема, ослабена 30 килограми, има ли момент кој ќе речеш мене, сакаш да се откажеш? Напорно ти е. Нема. Нема? Не знам. Нема. Уствари не знам, сигурно сум дека нема. Знаеш како, си викам, до тука сум дошла, зошто бе да го фрлам тоа све во канта за ѓубре? Зошто бе тие солзи беше ги испакав ја тоа што се измачив, ќе се мачам уште дупла, ама ќе си постигнам тоа што треба и после ќе си дозволам што све ми доаѓа, знаеш, со текот на животот. Што имаш да им препорачаш? Дали имаш пријателки кои што се чувствуваат како ти пред летниот предизвик? Што им велиш нив? Имаш ли такви некои во животот? Или кога гледаат колку ти имаш намалено килограми, што ти викаат? Дали те поддржуваат или се родне ќе се откаже? Не, сите ме поддржуваат, сите веруваат во мене. Јас мислам дека мајка ми најмногу нема да верува дека ќе успеам, зашто она секогаш викала: "Мама, те молам за твое добро да се ослабеш." Ќе почнам, ќе се откажам. Носи тортичка на работа. Ама знаеш што ми прави тоа? Она ме тестира. Тестира? Да, дали ја кришно јадам нешто. Ја знам ја не. И она најсрекна сум што верува во мене и што веруваше и што уште ме вака подбутка. Фамилијата на прво место ми е. Имам знаеш како, имам и луѓе кои што имаат истата тежина како мене моментално, 116 килограми. Мислам дека не сум достојна ја се уште да ја кажам ајде почни време. Ја имам натерано една другарка братучетка на сопругот страната да си го купи Инстафит, си го купи. Почна и исто така не продолжи. Не знам поради која причина, сигурно си има причина девојчето, ама знаеш како на сите додека не ни дојде сам она куцањето на стрелките во мозокот дека треба, дека е крајно време. Џабе, мене ми зборува многу луѓе, ама ја дека само не одлучив. Тоа е самото треба да го посакаш внатре, силно да те бутне и да речеш ајде бе, можеш. Сега и почнувам и нема назад. Дали ти е подобро сега од кога имаме 6-месечно членство, годишно членство? Дали онака си зимаш и капата настрана, знаеш дека јас нема кај да мрдам сега, не е како порано 8 недели. Знаеш како убаво ми е што све ми е испланирано. Животот пред летниот и сега воопшто не ми е исти. Јас реков истата родне, ама животот на родне не е исти, зашто животот на родне претходно и бил неорганизиран, како ќе дојде така ќе си пројде, а сега е организиран и знаеш како си викам да дојде саботина да одморам, пошто порано знаев да лежам по цел ден. Се легнам и викам, зашто бе да лежам? Дај ми нешто да се дешава, дај нешто да направиме. Ден за одмор, сабота и недела, каков ден за одмор? Актив рест. Не, јас знам да посетам исто тренинг или дома да си направам, или да излезам, или нешто, или да се видам со пријатели, да се дешава нешто, зашто животот од неделни до петок ми е
Седење и пред компјутер. Пред компјутер и вежбање. Што најмногу ти се допаѓа од програмите? Дали повеќе ја сакаш храната или вежбите? Веќе можам да предпоставам. Знаеш како храната сепак повеќе ја сакам, да не се лажеме, и вежбите ги сакам. Има некои што уште не можам да ги совладам, да не се лажеме, значи и не треба да форсираш. Да, почнувам да ги правам, телото само ми паѓа. А исхраната си ја правам. Убава е многу. Најмногу ми е мило што, знаеш како ќе си објавам слика и како да сум направила некој, не знам што, девојки, ја денес тоа го направи, знаеш. И не знам, сигурно ме пратиш дека сум порано бев многу поактивна, сега многу повеќе обврски имам и затоа не седам цел ден нели на ова на апликацијава, ама секое предлегнување на родни, чекај да видам што се дешава. Си отвараш си. Чекај да видам утре што имам за јадење. Можам да искомбинирам ова. Така да све ми е убаво. Не можам да извадам едно нешто да речам, ова ми е. Све ми е убаво. Договорени сме, значи, за следен пат, ти, сестра ти, сопругот, заедно тука, секој да видиме кој до каде е стигнат. Договорен. Јас мало внимание од мене и од екипата на Pitch Army, да си го чуваш дома како знак каде си била кога си плачала и каде си сега и колку можеш многу да успееш. Фала ти што си нашиот херој и што ги мотивираш толку многу девојки во армијата. Секогаш може подобро, ќе биде подобро, го знаеме тоа, се договоривме, ама ова е нешто што така барем малку да те бутка. Ова знаеш колку ми значи ова? Ова е исто кога да си ми дала, не знам, куќе да си ми поклонила и толку ми значи ова. Знаеш зашто? Ова е едно стативче што ќе си стои во мојата соба. Со огледало, да се гледаш. Да. Да се гледа кој е херојот. И пример до него да ставам, не знам, злато нема толку да вреди колку што ова ми значи, зашто не знам, си правам за себе толку многу работи, благодарејќи на тебе, нема да лажам, тој поддржува во животот што ми требаше, еве го пред мене, фала ти уште еднашка. Тегош на злато. Фала уште еднашка што вака, не знам, сите не мотивираш и многу си достапна за нас и животот си го запоставуваш, мислам, не сум, нели, дел од твојот приватен живот, ама многу одделуваш за нас време, така да фала и тебе што Јас постоиш. уживам во ова, верувај, ништо не правам со Да, сила и па ми е тоа убаво и па го уживам тоа и мислам добрината дека твоја тоа што се ни- гледа. Така, добрината што ни ја даваш и пренесуваш енергијата и мотивацијата и кој ќе не искараш, све, окей. Ги кара. Фала ти. Фала и тебе, Ана.